Во ова понеделничко издание на утринската емисија Утрински зрак ке слушнете нешто повеќе за активностите на посебното основно училиште Маца Овчарова во Велес. За таа цел во нашето студио се Снежа Стојановска, директор на посебното основно училиште Маца Овчарова во Велес, Весна Басаров, дефектолог и господинот Велко Свеќаров, ликовен педагог. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата емисија Утрински зрак. Се надевам се чувствувате пријатно. Секако, добро ве најдовме. Благодариме на поканата. Најпрвен ќе разговараме со вас, госпоѓо Весна. Што ве поттикна и што беше пресудно да ја одберете оваа професија дефектолог и во што се состои вашата работа? Благодарам. Што беше пресудно? Па, знаете како, многу е битно кога знаете дека на некого сте му потребен во животот. Лицата со инвалидитет, лицата со пречки во развојот, имаат секогаш потреба од некој да биде покрај нив. Она што беше пресудно за да ја одберам оваа професија беше случајно уште во средношколските денови кога работевме на еден проект волонтерство, каде што помагавме на лица со попреченост. Тоа чувство што тогаш ме обзема во тој момент и што ден денеска трае после толку години работа, се уште трае и мислам дека токму тоа беше пресуден фактор јас да одберам оваа професија. Кога знаете дека има дечиња на кои што секогаш сте им потребни, кога ја гледате нивната радост, нивната среќа, кога сте со нив, бидејќи тие искрено ја искажуваат љубовта, искрено го покажуваат секое нивно чувство, едноставно ве прави среќен секој момент поминат со нив. Со каква категорија на ученици работите? Па бидејќи сум вработена како дефектолог во посебното основно училиште Маца Овчарова, таму се опфатени ученици со интелектуални пречки во развојот, ученици со аутизам и мултихендикеп. Јас во моментов имам паралелка со ученици со аутизам. Со нив работам и мислам дека секој ден ни е ново искуство и ново доживување со нив. Што ве представува проблем, а што сатисфакција во вашата работа? Проблем. Најчесто се соочуваме со проблем кој што ние како поединци не можеме да го решиме, односно проблем се одредени поединости кои што треба да им го подобрат животот на овие дечиња, а кои што зависат од повисоки инстанци. Сатисфакција е секојдневното работење со децата, сатисфакција е кога долготрпната работа, бидејќи нашата работа е долготраен процес, значи резултатите не се гледаат преку ноќ, не се гледаат за краток временски период. Резултатите се после одреден долг период на работа и труд и од страна на нас како дефектолози и од страна на учениците, секако од страна на родителите. Многу ни е битна соработката со родителите и кога сето тоа ќе се собере во една целина и ќе добиеме резултат, подобрување на животот на таа единка со која што работиме, значи од тоа поголема сатисфакција во нашата работа нема. Се надевам дека се повеќе и повеќе во иднина ќе наидуваме на поголема сатисфакција, а помалку проблеми со кои што ќе се соочуваме. Верувам дека ја сакате работата која што вие ја работите и ви исполнува. Апсолутно, апсолутно, секако, како што кажав, од ден на ден секојдневно се соочуваме и со проблеми и потешкоти во нашата работа, меѓутоа кога ќе дојдеме до оној момент на да го видиме резултатот, кога ќе дојдеме до момент кога дечињата искрено ќе ја покажат својата љубов, кога ќе видиме дека од оние дечиња со кои што сме работеле, прераснале во вистински зрели личности кои што можат да допринесуваат на нашето општество како секој од нас. Значи тие се еден дел од општеството кои што ќе дојде ред да се вработат, да можеби доформат семејство и слично. Значи тоа се тие моменти кои што не исполнуваат и кои што не тераат се повеќе и повеќе да ја сакаме и да ја работиме нашата работа. Ајде малку да поразговараме за 3 декември, односно настанот кој што ќе се одбележи на овој ден. Кој е неговото значење? Така,
Значи јас повеќе би сакала да се задржам накратко на 3 декември, што е всушност неговото значење. Уште во 1992 година Обединетите нации го прогласуваат овој ден, 3 декември, за меѓународен ден на лицата со инвалидност. Прифатен е од голем број на држави широм светот. Исто тоа прифатен е и во нашата држава да го одбележуваме секој ден, секоја година, овој ден, значи 3 декември, како ден на лицата со пречки во развојот, односно лицата со инвалидност. Оваа година Обединетите нации имаат секоја година даваат тема на која што треба да се работи, односно на која што сите држави кои што го признаваат и го одбележуваат овој ден, треба да се придржуваат кон тие теми кои што ги наложуваат Обединетите нации за подобрување, се со цел подобрување на животот на лицата со инвалидност. Оваа година, како тема, Обединетите нации ја наложуваат 17 причини. Јас би сакала да ги прочитам. Значи 17 цели за одржлив развој и постигнување на овие цели, за да имаме што поефективна иднина која што ја посакуваме секако сите за овие лица, за оваа категорија на лица. Тие 17 цели се сиромаштија, глад, добро здравје и добро состојба, квалитетно образование, еднаквост на полови, чиста вода и санитација, енергетска ефикасност и пристапност, соодветно работно место и економски развој, развој на индустрија и инфраструктура и поттикнување на иновации, намалување на нееднаквости, инклузивни и одржливи градови и општини, соодветно производство според потрошувачка, заштита на климатски услови, грижа за водата и водениот животински свет, грижа за земјата и копнен животински свет, мир, правда и правични институции и партнерства за остварување на овие цели. Секоја година Обединетите нации во своите канцеларии, значи го одбележуваат 3 декември со низа активности од типот на дебати, форуми, разни видови на обуки и семинари кои што се одржуваат во овој период, кои што се дел за постигнување на овие цели кои што пред малку ви ги прочитав. Оваа година, 2016, исто се поклопува, одбележувањето на 3 декември се поклопува и со 10 годишнината од Конвенцијата за права на лицата со попреченост, кој што е еден меѓународен договор кој што го имаат подпишано за експедитивно, значи брзо е проширен и го имаат подпишано многу членки, меѓу кои што сме и ние. Овој меѓународен договор е веќе ратификуван, значи Конвенцијата за правата на лица со попреченост. И како дел, нели, од Обединетите нации, значи од нивните теми, значи повторно сега се прави една, како да кажем, да се погледне до каде сме, една ретроспектива, до каде сме стигнати во она што сме го предвиделе со планирањето за подобрување на животот на лицата со попреченост. Можам да кажам накратко, само уште не би сакала да задржувам, дека исто Обединетите нации ќе имаат и филмски фестивал, изложба на фотографии. Тоа ќе бидат фотографии на кои што ќе бидат лица со попреченост и филмски фестивал, кратки филмови кои што се снимани со лица со попреченост како главна улога, каде што имаат. Повторно, нели, да се покрене јавната свест кон нели во светот за да се подобри животот на овие лица. Што се можеме ние да направиме, дали како поединци, дали како институции, дали како невладини организации, значи се со цел да ја подобриме иднината на овие лица. Ке може ли да не откриете некои подетални делови од активностите или? Така, значи Што вие планирате? Како да го одбележите овој ден? Како што кажав, значи Македонија го одбележува овој ден исто како и скоро сите земји во светот.
ние како институција, значи Посебното основно училиште Маца Овчарова, ќе имаме низ активности кои што ќе се случуваат во текот на оваа недела. Значи почнувајќи од денес до петок, се во знакот на 3 декември ќе имаме одбележување на неколку настани. Денес ќе имаме соработка со Општинското основно училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот. Пардон. Ќе има психолошка работилница која што ќе се одржува во нивното училиште под нели заедно со нашето училиште и ќе работат нели повторно на овие теми на кои што претходно ги спомнав. За утрешниот ден ќе биде одбележан со соработка работилница со дневниот центар за лица со попреченост кој што е под Центарот за социјална работа во Велес. Во нивните простории ќе има работилница која што ќе биде повторно заедничко склопување на нивните штетеници со нашите ученици и ќе имаме продажен базар на експонати изработени од нашите ученици, родителите и наставниот кадар кој што работи со нашите ученици. Овој продажен базар ќе се случува на платото пред Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот во периодот од 11 до 15 часот ќе бидат изложени сите експонати. Јас верувам дека ќе биде посетен од страна на велешани и дека ќе им се допадне нешто од сето тоа што го нудат нашите ученици. Во среда имаме многу битен настан. 20 години одбележуваме традиционална ликовна работилница која што е на републичко ниво. Затоа повеќе ќе му оставам на колегата да каже. Во четврток, значи тоа ќе биде на 30 ноември, вечерта со почеток од 19:30 часот, ќе имаме голем хуманитарен концерт во просториите на Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот, каде што ќе настапат низа уметници од градот, од нашиот град, како и од страна, значи од Скопје. Овој хуманитарен концерт ќе биде со продажни билети, затоа што имаме за цел да набавиме некоја опрема која што ни недостасува во училиштето, така да многу ни е драго што веќе се бара билет повеќе за концертот. Ќе има голема посетеност и верувам дека исто така ќе биде уште еден успешен настан во нашата организација. Јас се надевам дека успешно ќе ги реализирате сите активности кои што ги планирате. А сега ќе ви се обратам вас, господине Велко, ќе продолжиме со разговор со вас. Вие сте ликовен педагог вработен во Посебното основно училиште Маца Овчарова во Велес. Дали тоа што работите со ученици со посебни образовни потреби ви представува одредена потешкотија во извршувањето на секојдневните работни задачи? Моето прво вработување беше во Посебното основно училиште и тоа остана и до ден денес. Значи, веќе сум вработен 30 години во Посебното училиште. Ако сум почувствувал некоја потешкотија во таа работа, сигурно ќе сум барал потреба да работам на друго место. Меѓутоа, после извесен период, кога наставникот ќе види со кој популација на деца има работа. И сето тоа што он го вложува и се враќа, добива фидбек, задоволството е уште поголемо кога од два категорија деца добивате резултати и потешкотиите се помалку отколку задоволствата што се случуваат во училиштето. Секогаш во нашето училиште пристигнувале конкурси од сите ликовни збиднувања во градот и во републиката и секогаш нашето училиште учествувало на тие конкурси. И за радост на сите ученици во училиштето секогаш сме добивале некои награди. Во 1991 година добивме прва награда за плакат Порака за мир на републичко ниво. Тоа беше една голема сатисфакција за мене како ликовен педагог кој што е вработен во училиштето, а и за самата институција за да има поттик понатаму да работи со децата и затоа што тие деца знаат да возвратат. Значи, потешкотиите се занемарливи во однос на задоволството кое што се добива од соработата со овие ученици.
Какво влијание има сликањето и воопшто ликовното образование во секојдневниот живот на овие ученици? Па, верувам дека повеќе од дечињата сето тоа го сваќаат како еден релаксирачки дел од наставата, затоа што наставните содржини и така и се припремени. Часот не е класичен, значи во него пред да почне часот се припремаме малку инаку отколку во редовните училишта. Часот протекува со пуштање релаксирачка музика која влијае психички на децата, меѓутоа и самото осликување на хартијата не се изведува со класичен начин, може да се работи со работа со некој тврд предмет, отпечатоци, работа со рака. Обично тоа се работи со темперни бои затоа што тие се малкуцка позвучни и добиваат поголем ефект и во очите на дечињата, а и самиот експонат е прикладен за гледање. Може ли да ни објасните еве како изгледа еден час по ликовна уметност? Значи, кај нас наставата не е класична. Наставниците не излегуваат на одмор, не го користат одморот за да дојдат во канцеларија, да земат дневници и така. Него цело време сме во кабинетот, што значи дека се припремаме за наредниот час уште и на одморот. Се одредува која музика во зависност од хендикепот на детето, дали тоа ќе биде посмирувачка музика, дали по некоја агресивна музика за да допре до него. Предметите се поставени на маса, значи цртежите се поставени, боите, сето она што е потребно за на часот е веќе поставено за време на одморот. Учениците доаѓаат, седнуваат на работните места, задачата им е дадена, меѓутоа не е со таа намера за да ја извршат онака како што наставникот им ја кажува. Значи сето тоа е проследено со голема слобода и ликовното творештво доаѓа од самите дечиња. Наставникот може само да ги води, меѓутоа не и да им се наметнува во ликовниот израз. И задоволство е кога на крајот на часот ќе се постават завршените ликовни творби на табла и ние заедно со учениците правиме една анализа. И учениците сами учествуваат кој цртеж е добар, која боја требало да се стави, значи протекува во една работна атмосфера. Самиот час. Веќе 20 години ја имате главната улога во организација на традиционалната ликовна работилница и тоа на републичко ниво. Кажете ли нешто повеќе околу тоа? Па еве вака. Уште од самото почнување на ликовната работилница, ние како училиште си поставивме повеќе цели за да се појасни работата и оправда низиното постоење. Од тие повеќе цели би истакнал две цели. Првата цел се однесува на ликовниот дел од работата на ликовната работилница, што се однесува на декоративна обработка на готови грчарски производи во различни мотиви и од различни ликовни техники. А воедно учениците да се потсетат за постоење на една велешка традиција, еден занаед кој што екзистирал и бил познат по нашиот град. Тоа е грнчарството, кој за жал денес веќе е на изумирање. Втората цел што е исто така важна е отварање на училиштето кон локалната средина и соработка на нашето училиште со другите училишта од редовната, така условно покажано, редовните училишта и запознавање на учениците на децата што доаѓаат од надвор во нашето училиште како еден вид инклузија. Значи не инклузија на физички начин како што се случува во училиштето, него целта беше да се подигне свеста на средината, на локалната средина дека и неминовното постоење на овие дечиња. Меѓутоа дечиња како дечиња си имаат своји потреби како и сите деца во светот. Значи, сакавме да со тоа да создадеме една зрела средина во која тие дечиња што се во посебното основно училиште ќе бидат прифатени онака како што доликува на едно живо суштество и така да се однесуваат со нив.
Со самото тоа што ликовната работилница има наслов Републичка ликовна работилница, е фактот дека низ незината работа во досегашниот дел учествувале 800, се извинувам, над 800 учесници, и тоа од посебните основни училишта од државата, ученици од посебните паралелки при редовните училишта од неколку градови од државата, ученици од редовните општински училишта од општина Велес и ученици од општините кои што гравитираат околу градот, кои исто така оставија голем број на експонати кои што ги красат витрините во училиштето. Значено е да се напомене дека ликовната работилница е дел од годишната програма на општина Велес, која е и главен покровител на збиднувањата во ликовната работилница сиве овие години, и ќе искористам една прилика сега да им се заблагодарам на општина Велес за несебичното залагање за да се одвива без прекин оваа ликовна работилница. Во суштина тоа е личната карта на ликовната работилница. Што може повеќе да се каже, пред нас се експонати кои се дел од неколку ликовни изложби. Не знам што друго би кажал, освен дека ликовната работилница има и надпреварувачки карактер. Значи има доделување на прво, второ и трето место на ученици од редовните училишта, прво, второ, трето место и на ученици што се во последните основни училишта. Дали сите ученици учествуваат или само дел, односно најдобрите нивни изработки? Мислите од редовните училишта? Да. Обично од редовните училишта доаѓаат најталентираните ученици кои што се и членови на ликовните секции таму. Кај нас во посебното основно училиште талентот е занемарлива работа. Значи доаѓаат, ги вклучувам во работа учениците кои што изразиле сами желба, значи без некакво посебно наметнување. Меѓутоа категориите за награди се поделени за сепак да не една работа на талентирано дете, друга работа на дете со посебни потреби. Јас се надам дека успешно повторно ќе организирате оваква традиционална ликовна работилница. Оваа година славиме мал јубилеј, 20 години од постоењето на ликовната работилница. Поканите се веќе испратени. Чекаме повратен одговор оваа недела да ни се јават кои училишта ќе учествуваат. Со среќа ќе реализираме и оваа година работилница. Се надам дека успешно. Уште 20 други. Дај Боже. Тоа вас ќе ги оставам на помладите. Сега ќе се обратам кон директорката. На 1 декември во Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот ќе се одржи голем хуманитарен концерт. А организатор на овој настан е токму вашето училиште. Зошто се одлучивте токму на овој начин да го одбележите Меѓународниот ден на лицата со инвалидност? Токму така, на 1 декември во Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот ќе се одржи овој хуманитарен концерт. Точно во наша организација, значи нашето училиште е организатор. Сега, која е целта на овој начин да го одбележиме 3 декември, Меѓународниот ден на лицата со инвалидност? Како што кажа и колегата и колешката, дека примерна цел ни е дружењето и соработката со другите институции. Многу ни е важен моментот нашите деца да не се чувствуваат запоставено и да не се чувствуваат отфрлено од средината. На овој начин тие би се дружеле со ученици од другите основни училишта, од музичкото училиште, од групи од Скопје, значи учесници ќе бидат Dancers United. Тоа е група на дечиња со Даунов синдром. Значи, сакаме малку да се прошириме, да излеземе во јавноста, да нашите деца се дружат едноставно, да не бидат затворени во маргините на училиштето
и таму да функционираат. На овој начин ќе се дружат, ќе се забавуваат, ќе стекнуваат нови пријателства и така натаму. Другата цел поради која што се одлучивме на овој начин на одбележување е да се подигне јавната свест. Мислам дека сме малку подзаборавени од нашите сограѓани, дека постоиме како установа, дека едноставно нашите деца се тука, присутни се, дека функционираат, живеат во истата средина каде што и ние сите функционираме. И мислам дека е добро да не прифатат како дел од нив, затоа што ние навистина нашите деца се со истите права, со еднакви права како и сите други граѓани нели во општеството. И едноставно да ги вклучиме во сите можни активности, а и да покажеме дека и нашите ученици и нашите деца можат да направат нешто, дали ќе биде поразлично, дали ќе биде исто како и другите, меѓутоа да го покажат и својот квалитет и своите способности на начин како што и тие самите умеат. И другата цел, како што кажавте, се работи за хуманитарен концерт. Средствата кои што нели ќе се соберат, како што каже и колешката Весне, картите се од продажен карактер, ќе се соберат, значи ќе се наменат за одредени помагала кои што се потребни во училиштето, односно помагала кои што им се потребни на учениците за непречено функционирање во животната средина. Сега, ова нека биде и едноставно апел до сите граѓани да ја разбудат во себе хуманоста, да донираат, да помогнат, затоа што со нивната подадена рака се изнудува насмевка кај нашите деца. Значи, задоволството е огромно. И на тој начин и ќе помогнат нели да се чувствуваат среќни, задоволни во средината, во училиштето, па и надвор од институцијата. Сепак споменавте дека собраните средства ќе се употребат за набавка на електромоторен транспортер на инвалидска количка, кој посебно ќе им ја олесни пристапноста на лицата со телесниот инвалидитет. Колку вакви ученици има во вашето училиште? Најпрво би сакала да кажам дека нашето училиште е сместено на третиот кат, заедно со уште две нели основни училишта. И тоа ни представува пречка во изведувањето на наставата на онаа категорија на деца која што ја има во нашето училиште. Значи, изгрижуваме, воспитуваме, образуваме ученици со интелектуална попреченост, ученици со мултихендикеп, аутизам, ученици со церебрална парализа и ученици кои што се со квадриплегии, параплегии, значи сместени во инвалидски колички. Сега, средствата, како што кажавме, дека ќе бидат наменети за набавка на електромоторен транспортер, тоа е еден вид на количка која што се движи по скали. На тој начин, привремено би го решиле проблемот со кој што се соочуваме. Значи, учениците кои што се во количка ќе можат да се качуваат непречено до третиот кат, и да ја следат наставата нели заедно со останатите ученици. На тој начин навистина би биле среќни затоа што имаме една училница која што е сместена на првиот кат и тука се децата издвоени, значи онаа група од 10 дечиња кои што навистина не можат да се качуваат по скалите, тие се издвоени во долниот кат и на некој начин се одвоени, се чувствуваат изолирано од онаа средина во која што треба нормално да функционираат. И јас пак ќе речам, ова е привремено решение, значи набавката на овој транспортер е привремено решение за непречено изведување нели на настава на третиот кат. Во суштина имаме многу поголема потреба од изградба на лифт, кој што нели е правилното решение за
овој вид на хендикеп. Ме прашавте со колкава бројка значи располагаме, кој е нели оваа бројка на ученици од овој вид на хендикеп. Се работи за некаде околу 10 дечиња кои што се со церебрална парализа и со квадриплегии и параплегии. Меѓутоа имаме и дечиња кои што се со мултихендикеп, значи исто така имаат потреба од користење на лифт, на овој транспортер и така натаму. Мислам дека ќе успееме да го набавиме, се надевам понатаму и ќе успееме да и со повеќе средства да успееме да набавиме и лифт и останатите помагала кои што ни се потребни. За во секојдневното. За во секојдневното. Ја сега предлагам да погледнеме едно видео за визуелно да погледнеме како изгледа ова помагало. Еве го погледнавме и видеото и визуелно погледнавме како изгледа ова помагало. А сега повторно ќе се обратам на директорката. Со кои други видови на инвалидност се опфатени учениците во вашето училиште и од каде? Нашето училиште го опфаќа Повардарскиот регион, значи сместени исто така во училиштето функционира и ученички дом. Се сместуваат учениците од понеделник до петок, се згрижуваат, нели и оној воспитниот дел продолжува и во текот на вечерните часови. Како што кажав и претходно, покрај лицата нели со церебрална парализа, кој што нели еве во моментов дадовме малку повеќе акцент, во училиштето се образуваат и воспитуваат ученици со интелектуални пречки. Се исто така офатени се ученици со мултихендикеп. Тоа се ученици кои што имаат комбинирани пречки, значи или може да бидат и со интелектуална попреченост и да имаат телесен инвалидитет или слабовидост или нели глувост и така натаму. Исто така се образуваат и воспитуваат ученици со аутизам.
Сега јас би се задржала малце и повеќе кај овие ученици со мултихендикеп и аутизам. Че во нашето училиште, покрај класичната настава, класична, која што не можеме нели да кажеме како класична настава, меѓутоа сепак се работи по прилагодени програми, според видот и степенот на оштетувањето на учениците. Сакам да напоменам дека нели покрај редовната настава во училиштето се применуваат и низа методи кои што се од големо значење за напредокот и развојот на учениците. Ќе ги споменам АБА и ТИЧ методата, ПЕКС метода, која што се работи со лицата со аутизам. Исто така музикотерапијата, да не се заборави, арт-терапијата, која што ја работи ликовниот педагог, значи во склоп на редовната настава. И се следат трендовите кои што се нели светските трендови, кои се што е најдобро за учениците. Значи избегнуваме онаа класична настава од нашето време, да речам пишување, учење, читање, затоа што и невозможно е со овие ученици. Се пристапува кон одредени методи кои што даваат резултат за целокупниот развој на ученикот. Во училиштето исто така постои и сензорна соба, значи за развој на сензорен интегритет на учениците. Таа просторија е опремена со значи посебни помагала кои што нели би го развивале ученикот во оној дел каде што има потреба да се развива. Тука спаѓаат сензорните стимулации, стимулативни средства, тоа се ламби, визуелни, аудитивна, значи стимулација. Тоа се посебни видови на ламби, туби и така натаму, кои што го одлекуваат вниманието на учениците, го насочуваат на одредена активност и на тој начин се формира целокупната личност на детето. Кажавме нели дека учениците ни доаѓаат од други градови, сместени се во нашиот интернат, задоволни се, со нив работат воспитувачи кои што се грижат како за своите деца дома. И мислам дека постои една убава, пријатна атмосфера во училиштето, што е најважно, учениците се среќни, насмеани. Се надевам дека и така ќе продолжиме со тој ентузијазам за работа и желба за помагање на нашите дечиња. Еве се приближуваме и кон крајот на овој наш денешен разговор. Па за на крај може ли да ни кажете какви се вашите планови за воиднина покрај активностите нели што ги споменавте? Па нашите планови за воиднина се големи, нели имаме големи очекувања, да. Се надевам дека и хуманитарни случувања, збиднувања. Меѓутоа и ние како тим кој што работи со полна пареа, мислам дека ќе успееме, како што кажав, да го изградиме тој лифт, значи да не останеме само на ова привремено решение. Се надевам дека санитарните јазли ќе се прилагодат според потребите и способностите и можностите на децата. Ќе се обезбедат непречени услови за функционирање во самата установа, меѓутоа нели потребно е време, потребно е наша желба за работа, која што нели ја имаме. Се надевам дека и луѓе кои што ќе имаат слух за нашите потреби и ќе ни помогнат во тој дел во остварување на нашите планови за воиднина. И секако, значи, многу ни е битно, извинете, сега се дофрлам, некако околу 3 декември сите и медиумски и нели сите организации го ставаат акцентот тогаш на лицата со попреченост. Тој ден е, околу тој ден нели сите зборуваме за тоа, сите кажуваме кои се потребите, сите велиме да, така е, треба нели да се остварат сите цели кои што се зацртани за овие лица.
И некако секоја година кога се Подзабораваат навраќаме, малку. да, остануваме повторно на тој 3 декември. Јас би посочила тука, мислам би испратила еден апел до целата јавност, да не забораваат и да не отфрлаат, значи пред се да биде, затоа што и нашите деца, нели, пред се ученици сега се дел од ова општество, правиме од нив се што правиме, го правиме за од овие деца да направиме утре личности кои што ќе придонесуваат на ова општество исто како и сите нас. Така да верувам дека нема да останеме на овој 3 декември. Верувам дека ќе има јавноста слух за потребите на овие деца и дека ќе продолжиме успешно да работиме како и досега и дека ќе ги оствариме сите оние цели кои што ни се зацртани дали за оваа година и наредната или можеби за подолг временски период. Така, ете испративме апел до сите. Јас ви благодарам. Јас би сакал Да, повелете. во контекст на истото да се надополнам. Значи, за да се прифатат овие ученици, овие дечиња, како реалност, мора да се поткрене јавната свест. Значи, да се инклузира свеста на луѓето. А кога ќе се направи една средина во која што ќе бидат прифатени, тогаш мислам дека нема да бидеме отфрлени, него ќе бидеме сепак во збирнувањето, дел од средината. Физичката инклузија е што сега се случува, мислам дека е тежина и за тие наставници кои што работат во редовните училишта. Понатаму не би сакал да зборувам, нека меѓутоа свеста, да се инклузира свеста е битно. Значи средината, локалната средина да ги прифати учениците како реалност. Ја поддржуваме инклузијата како процес. Ја поддржуваме, меѓутоа на поинаков начин. Меѓутоа да бидеме и ние инклузирани во општеството, да не бидеме изолирани, отфрлени, тргнати на страна, дека нели сепак функционирањето заедно е многу полесно отколку самостојно. Затоа и бевте повикани еве во нашето студио. Овој разговор се надевам дека ќе придонесе за подигање на свеста на сите кои што ќе го гледаат. Секако. И ве очекуваме на 1 декември и на 30 ноември, значи посебно на овие два настани, значи на лековната работилница и на големиот хуманитарен настан, со вашето присуство. Значи, ете уште еден момент што сакам да го истакнам. Многу ни е драго што при организацијата на овој хуманитарен настан, хуманитарен концерт, наидовме на потполна поддршка од сите институции и организации кои што им се обративме. Значи, дали се тоа балетски студија, дали се тоа училишта основни во Велес, дали се тоа организации надвор од нашиот град. Значи, сегде каде што се обративме, сите со отворено срце прифатија, сакаат да учествуваат на овој концерт, како што кажав предходно, се бара билет повеќе. Некако тоа не води напред, дека сепак нели има една искрена надеж која што ќе допринесе нели во она што претходно го зборувавме, дека сепак ќе се подобри состојбата и на дечињата и општо состојбата во нашата држава кон погледот на овие деца. Благодарам на поканата, секако дека студиото на КР телевизија, односно екипата ќе биде присутна на тој настан. Јас ви благодарам што вие ја прифативте поканата и бевте дел од нашата емисија. Се надевам дека успешно ќе ги реализирате активностите, дека ќе успеете да соберете средства и се надевам дека повторно ќе организираме повторна средба.